И ритуали е навиката да пиете чај и на тој начин да ви започне денот. И сакајќи да ве подсетиме колку е корисно и колку е здраво денот да ви почне со чај, решивме ова утро да го посетиме концепт кафе шума во Порта Влае, место каде што можете да уживате во неверојатно богати убави ароми на разновидни чаеви од секаде ширум светот. А за корисните својства на чајот во следниве минути ќе знаеме нешто повеќе и низ разговорот со нашата редовна соработничка Билјана Ристевска, дипломирана нутриционист, специјалист за детски нутриционизам. Биби, здраво, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи утро. Зимската сезона е вообичаено сезона кога сите многу повеќе и многу почесто уживаме во топла шолја на вкусен и убав чај, но чајот всушност треба да го пиеме во текот на целата година. Ајде да кажеме зошто всушност чајот треба да ни биде секојдневна дневна рутина. Така, чајот по традиција е некако најпиениот напиток не само кај нас, туку и во светот во текот на годината. Зошто треба се конзумира во текот на целата година? Од причина што не само што е задоволство, уживање или ритуално пиење чај, нели кој како се милува, тој има и многу здравствени придобивки во однос на неговото конзумирање, неговата конзумација. Кои се здравствените придобивки од чајот? Општо и генерално, значи сите чаеви се добри за кардиоваскуларниот систем, нели чај како напиток. Има одредени видови на чаеви, намалуваат холестерол, нели зборувам за билни чаеви, не медицински чаеви, значи намалуваат ниво на холестерол во нашиот крвоток и со тоа се грижат за здравјето на срцето, не дозволуваат запушување на крвните садови. Понатаму има чаеви кои што се добри за нашето ментално здравје, за когнитивните својства, за будноста на човекот, што значи дека не мора да пиете кафе за да бидете будни, да се разбудите наутро. Подобро и поздраво е во секој случај да се напиете шолја здрав чај, односно билен чај. Понатаму здравствени бенефити од конзумирањето на чај, долговечноста, морам да напоменам. Таков е белиот чај, кој што е вистински чај во наводници, заради тоа што е најмалку обработен пред да биде пласиран за конзумирање на корисниците, што не е случај со другите чаеви, например како што е црниот и зелениот чај. Црниот, зелениот и белиот чај влегуваат во една група на чаеви кои што имаат појаки својства. И сега белиот чај е чај кој што се грижи за нашето подмладување, за младост, од причина што е најмалку екстрахиран, односно обработен чај, содржи во себе витамини, минерали кои што се грижат за регенерација на нашата кожа, на ткивата и со самото тоа заштитуваат од увезраците. Значи препорака е да се пие тој бел чај кој што кај нас овде многу ретко се конзумира. Сега случајно изминатиот период, можеби месец и пол, го најдов на нашиот пазар во филтер кесичка, меѓутоа во рете и таков да се исконзумира, иако знаеме дека нели филтер чаевите се чаеви од прва, втора, не прва класа, туку втора или трета класа, заради тоа што пак има и примеси во самата филтер кесичка. Кога говориме за здравствени бенефити на чајот, јас секогаш говорам за чај од билка. Значи чај да го опипате чајот, да го погледнете чајот и да знаете што додавате во водата во која што ќе подготвувате чај. Понатаму зелениот чај, познат како чај антиоксиданс, се грижи за детоксикација на нашето тело, согорува масти и многу често мои пациенти знаат дека пием зелен чај за да ослабам, не моите, значи тоа го забрзува метаболизмот, меѓутоа само зелениот чај не прави ништо во нашиот организам доколку вие конзумирате секако вид на храна. Најчесто се случува таа грешка меѓу луѓето. Црниот чај се грижи за кардиоваскуларното здравје, се грижи за здравјето на дигестивниот систем, меѓутоа морам да напоменам дека сите овие чаеви, па и најобичен чај да е или од камилица, мора да бидат строго по препорака и мора да бидат дозирани. Заради тоа што секоја билка е токсична билка набрана од природата и токсичноста нејзина зависи од дозирањето со кое што ние нели ќе ја земеме во нашиот организам. Одредени видови на чаеви кои што не содржат кофеин, овие три што ги напоменав содржат одредена доза на кофеин, меѓутоа одредени видови на билни чаеви кои што не содржат кофеин имаат свое дејство, посебно дејство во нашиот организам. Тука би го напоменала чајот од камилица, кој што е добар да се испие пред легнување, затоа што релаксира, намалува ниво на стрес и се грижи за нашата добра благосостојба, психичка благосостојба. Понатаму
чајот од нане, кој што делува против надуеност во организмот, ги прочистува цревата, делува противоспалително на желудникот, практично е добар за целиот дигестивен систем наш. Понатаму чајот од моринга е чај кој што се конзумира за регулирање на нивото на шеќер во крвта, кај луѓе кои што се диабетичари, меѓутоа и не кај оние што се диабетичари, само за нивото на шеќер се регулира, можете да си го пиете некако терапија, меѓутоа во текот на неделата може да се напиете по еден таков чај. Понатаму чајот од хибискус е чај кој што изобилува со количина на С витамин во самиот себе, се препорачува во сезона кога се грипови настинки, заедно со чајот од ехинацеа, кој што навистина се грижат за нашиот имун систем и препорака дневна е барем 2 чаја додека сте во фаза на настинка или на грип. Понатаму чајот од мајчина душичка во период во годината кој што се грижи за здравјето на нашите бели дробови, отпушува горно-респираторен систем, ги одзатнува носните шуплини, се грижи за здравјето на целиот респираторен систем. Понатаму имаме разни чаи. Чајот од кантарион, например, исто кој што релаксира, влегува во категорија со чајот од маточина, исто и тоа е за релаксација, луѓе кои што се склони на анксиозност и депресија, пожелно е прво да почнат со овие билки и чаеви, па понатаму ако треба некаква медикаментозна терапија, се консултираат со докторот со кој што се работуваат, меѓутоа моја прва препорака секогаш да почнете со нешто што е на природна база, па понатаму да надополните доколку нешто има потреба во текот на терапијата. Колку чаеви треба да се испијат во тек на денот, односно треба ли да се внимава да не претираме со конзумирање чај во тек на еден ден? Секако во зависност од видот на чај кој што ќе го пиете, некои чаеви се појаки, нели што народно кажано, некои се со послаба јачина, зависи и конзумирањето на чаеви. Доколку се овие билни чаеви кои што ги напоменав, например чајот од камилица, чајот од нане, чајот од мајчина душичка, планинскиот чај, значи тоа се чаеви кои што може да ги спиете 2 до 3 пати во текот на денот. Меѓутоа, моја препорака за зелениот, црниот, белиот чај, турскиот чај, рускиот чај е не повеќе од 2 пати во текот на денот, меѓутоа не класична шолја за чај од 200-250 мл, од ниве сосема доволно, максималната доза да биде 150 мл. Морам да напоменам дека многу е важна и подготовката на чајот. Не е нели вие да подготвите чај, тој да откисне 1 час, 2 часа, 3 часа во водата во која што се варил, вие потоа да го конзумирате. Значи веќе после најмногу чаевите кои што треба да откиснат во вода, 15 до 20 минути одредени видови на чаеви. Сето тоа што ќе го ослободи чајот после тоа е само токсична супстанца. Значи вие залудно сте направиле некој најквалитетен чај што сте го надбарале од планина, доколку го одстојате, односно откиснувате во врела вода подолго од тоа што е препорачено за истиот, а препораките ги има секаде, на секој чај ги пишува, дури ако е билен чај набран во природа, ви кажуваат луѓето локалците кои што се знаат, разбираат, ви кажуваат колку треба тој чај да одстои. Препорака е да се почитуваат тие правила за да не дојде до токсичност на организмот и да се пие свежо подготвен чај секогаш. Немојте да одстојува чајот во текот на денот, па го одложувате во шише. Не, толку едноставна подготовката на чај, толку е значи не бара ниту време, ниту посебна специфика, што можеме сметам дека секој од нас, па и децата, ги напомената, и дечињата може да се подготват самите чај, веќе имаме бокали за врење вода, не мора да стојат на шпоред па да биде опасно за нив. Значи веќе имаме електрични гезвини, имаме електрични бокали каде што можат они да си подготват, да си стоплат водички, да си подготват чај. Чајот како ќе одстои, треба да медиумот во кој што ќе додадеме мед, пошто ние често знаеме да додаваме мед или лимон во чајот, медиумот мора да биде млак. Никако не сме да биде да додадете мед во врел чај, ниту пак лимон во врел чај. Самите чајви, многу често мене пациенти да ме прашаат, па Билјана, вие велите чајот шипката или хибискусот има С витамин, а како ние не смееме да додадеме? Тој С витамин е инхибиран во самата билка и тој се ослободува кога вие ќе го положите чајот во чаша. А овој С витамин од лимонот вие кој што ќе го додадете на термичка, значи таа висока термичка на висока температура, тој е термолабилен, значи не е стабилен С витаминот од лимонот. И вие добивате само ацидност, односно киселост на чајот, а С витамин за жал 0. Од таа причина изедете си го лимончето пред чајот, лапнете си лажичка мед, па после пиете чај. И само така ќе го осетиме полниот вкус на чајот. Јас на пример кога би додала мед или лимон во чајот, мене прво и бојата на чајот ми се губи, а вкусот ја не знам, тоаш може да ми излажете. Да ми кажете пиеш чај од нане, да нема врска да не пијам чај од нане, затоа што се менува потполно вкусот со самиот шеќер и со самиот ацид, со самата киселина лимонова. Билјана, благодарам за овие интересни
корисни информации и корисни насоки. Сигурно сум дека утринава инспирираме многумина да си направат од омилениот чај и што почесто да го конзумираат во тек на секој ден. Благодарам на вам, поздрав до сите ваши гледачи, се надевам дека препораките им се секогаш добре дојдени.